Прво Јованово послание, глава 1. Она што беше од почетокот, што го чувме, што го видовме со своите очи, што го наблюдувавме и што го опипаа нашите раце, за словото на животот, и животот се јави. И ние го видовме и сведочиме и ви навестуваме вечен живот, кој беше со таткото и ни се јави нам. Она што го видовме и чувме, тоа ви го навестуваме и вам, за да имате и вие заедништво со нас. А нашето заедништво е со таткото и со неговиот син Исус Христос. Ние ви го пишуваме ова, за да биде вашата радост полна. И ова е веста што ја чувме од него и што ви ја јавуваме вам. Бог е светлина и во него нема никаква темнина. Ако речеме дека имаме заедништво со него, а одиме во темнина, лажеме и не ја вршиме вистината. Ако пак одиме во светлина, како што е тој самиот во светлина, имаме заедница еден со друг, и крвта на неговиот син, Исуса Христа, не очистува од секој грев. Ако речеме дека немаме грев, се измамуваме сами себе, и вистината не е во нас. Ако ги исповедаме своите гревови, тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Ако речеме дека не сме сгрешиле, него го правиме лажец, и неговото слово не е во нас. Глава 2. Дечиња мои, ова ви го пишувам за да не сгрешите. И ако некој сгреши, имаме застапник при таткото, Исуса Христа, праведникот. Тој е жртва помирница за нашите гревови. Не само за нашите, туку и за гревовите на целиот свет. И по тоа знаеме дека сме го познале, ако ги пазиме неговите заповеди. Кој вели, го познав, а не ги пази неговите заповеди, лажец е, и вистината не е во него. А кој го пази неговото слово, во него навистина љубовта кон Бога стигнала до совршенство. По тоа знаеме дека сме во него. Кој вели дека останува во него, тој треба да оди како што одеше тој. Возлюбени, не ви пишувам нова заповед, туку старата заповед, што ја примивте од почетокот. Старата заповед е словото што сте го чуле, но сепак ви пишувам нова заповед, и тоа е вистинско и во него и во вас, зашто темнината поминува, а вистинската светлина ќе свети. Кој вели дека е во светлината, а го мрази својот брат? Тој е досега во темнината. Кој го љуби својот брат, останува во светлината и во него нема соблазан. А кој го мрази својот брат, во темнината е и во темнината оди. И не знае каде оди, зашто темнината му ги заслепила очите. Ви пишувам, дечиња, зашто ви се простени гревовите заради неговото име. Ви пишувам, татковци, зашто го познавте оној кој е од почетокот. Ви пишувам вам, млади, зашто го победивте лукавиот. Ви напишав, дечиња, зашто го познавте таткото. Ви напишав, татковци, зашто го познавте оној кој е од почетокот. Ви напишав, млади, зашто сте силни и зашто Божиото слово пребива во вас, и зашто го победивте лукавиот. Не сакајте го светот, ниту она што е во светот. Ако некој го сака светот, љубовта од Бога таткото не е во него. Зашто се што е во светот, похотта на телото, похотта на очите и гордоста на животот, не е од таткото, туку од светот. А светот поминува и неговата похот, а кој ја извршува Божијата волја, останува довека. Деца, последен час е, и како што сте чуле дека антихрист иде, така сега се подигнаа многу антихристи. По тоа знаеме дека е последниот час. Од нас излегоа, но не беа од нас.
зашто ако беа од нас, ќе останеа со нас. Туку требаше да се покаже дека не се сите од нас. А вие имате помазание од Светиот и знаете се. Не ви пишав како да не ја знаете вистината, туку зашто ја знаете и зашто ниедна лага не е од вистината. Кој е лажецот, ако не оној кој одречува дека Исус е Христос? Ова е антихрист, кој ги одречува таткото и синот. Секој што го одречува синот, го нема ни таткото. Кој го исповедува синот, го има и таткото. Што чувте од почетокот, тоа да остане во вас. Ако остане во вас она што го чувте од почетокот, и вие ќе останете во синот и таткото. А ова е ветувањето што тој ви го вети, вечен живот. Ова ви го пишав заради оние кои ве заведуваат. А вие, во вас останува помазанието што го примивте од него. И не е потребно некој да ве поучува, туку како што неговото помазание ве учи за се, и е вистинско и не е лага, и како што ве научи, така останете во него. И сега, дечиња, останете во него, за да имаме смела доверба кога ќе се јави тој и за да не се засрамиме пред него при неговото доаѓање. Ако знаете дека тој е праведен, знаете дека секој кој врши правда е роден од него. Глава 3. Гледајте каква љубов ни дал таткото, да се наречуваме Божии деца. А тоа и сме. Затоа светот не познава нас, зашто не го позна него. Возлюбени, сега сме Божии деца, и уште не се откри што ќе бидеме. Но знаеме, кога ќе се открие, ќе му бидеме слични, зашто ќе го гледаме онаков каков што е. И секој кој ја има оваа надеж во него, се очистува самиот, како што е и тој чист. Секој кој врши грев, врши и беззаконие, и гревот е беззаконие. И знаете дека тој се јави за да ги отстрани гревовите, а во него нема грев. Секој кој останува во него не греши. Секој кој греши не го видел него, ниту го познал. Дечиња, никој да не ве заблудува. Кој врши правда, праведен е, како што е тој праведен. Кој врши грев, од ѓаволот е, зашто ѓаволот греши од почетокот. Затоа се јави Божиот син, за да ги разурне делата на ѓаволот. Секој кој е роден од Бога не врши грев, зашто неговото семе останува во него и не може да греши, зашто е роден од Бога. По ова се познаваат Божиите деца и ѓаволските деца. Секој кој не врши правда и не го љуби својот брат, не е од Бога, зашто ова е веста што ја чувте од почетокот, да се љубиме еден со друг. Некако што Каин беше од лукавиот и го уби брата си. И зошто го уби? Зашто неговите дела беа зли, а на брата му праведни. Не чудете се, браќа, ако светот ве мрази. Ние знаеме дека преминавме од смртта во живот, зашто ги љубиме браќата. Кој не го љуби братот свој, тој пребива во смртта. Секој кој го мрази својот брат е човекоубиец, а знаете дека во ниеден човекоубиец не пребива вечен живот. По тоа ја познавме љубовта, што тој го положи својот живот за нас, и ние сме должни да ги положиме своите животи за браќата. А кој има светски блага и го види брата си во немаштина, па го затвори своето срце кон него, како ќе остане Божијата љубов во него? Дечиња мои, да не љубиме со зборови или само со јазикот, туку во дело и вистина. По тоа ќе познаеме дека сме од вистината, па ќе ги увериме своите срца пред него, зашто кога нашето срце не осудува, Бог е поголем од нашето срце и знае се. Возлюбени, ако срцето не осудува,
имаме смелост пред Бога. И што и да го замолиме, примаме од Него, зашто ги пазиме Неговите заповеди и правиме што е благоугодно пред Него. А Неговата заповед е оваа: да веруваме во името на Неговиот Син Исус Христос и да се љубиме еден со друг, како што ни заповедал. И кој ги пази Неговите заповеди, останува во Него и Тој во Него. И по тоа знаеме дека Тој останува во нас, по Духот кого ни го дал. Глава 4. Возлюбени, не верувајте му на секој дух, туку испитувајте ги духовите, дали се од Бога, зашто многу лажни пророци излегоа во светот. По ова познајте го Духот на Бога. Секој дух кој исповедува дека Исус Христос дојде во тело, од Бога е, а секој дух кој не исповедува дека Исус Христос дојде во телото, не е од Бога. Тоа е духот на Антихристот, за кого сте чуле дека иде, и сега е веќе во светот. Вие сте од Бога, дечиња, и вие ги победивте, зашто е поголем оној кој е во вас, отколку оној кој е во светот. Тие се од светот, затоа зборуваат светски и светот ги слуша. Ние сме од Бога. Кој го познава Бога, не слуша нас. Кој не е од Бога, не слуша нас. По тоа го познаваме духот на вистината и духот на заблудата. Возлюбени, да се љубиме еден со друг, зашто љубовта е од Бога и секој кој љуби од Бога е роден и го познава Бога. А кој не љуби, не го познава Бога, зашто Бог е љубов. Во тоа ни се откри Божијата љубов кон нас, што Бог го испрати во светот својот единороден син, за да живееме преку него. Љубовта е во ова: не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку Тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирница за нашите гревови. Возлюбени, ако Бог не возлюби така, и ние треба да се љубиме еден со друг. Бога никој никогаш не го видел. Ако се љубиме еден со друг, Бог останува во нас и Неговата љубов стана совршена во нас. По тоа познаваме дека остануваме во Него и Тој во нас, што ни дал од својот дух. И ние видовме и сведочиме дека Бог Таткото го испрати Синот како Спасител на светот. Ако некој исповеда дека Исус е Син Божји, Бог останува во Него и Тој во Бога. И ние ја запознавме и верувавме во љубовта која Бог ја има кон нас. Бог е љубов, и кој останува во љубовта, останува во Бога и Бог останува во Него. Љубовта во нас дојде до совршенство во тоа: ние да имаме смелост во судниот ден, зашто каков е Тој, такви сме и ние во светов. Во љубовта нема страв, туку совршената љубов го изгонува стравот, зашто стравот вовлекува казна, а кој се бои не дошол до совршенство во љубовта. Ние го љубиме, зашто прво Тој не возлюби нас. Ако некој рече: го љубам Бога, а го мрази брата си, лажеце. Зашто кој не го љуби брата си, кого го видел, не може да го љуби Бога, кого не го видел. И оваа заповед ја имаме од Него: кој го љуби Бога, да го љуби и својот брат. Глава 5. Секој кој верува дека Исус е Христос, роден е од Бога. Секој кој го љуби родителот, го љуби и оној кој е роден од него. По тоа познаваме дека ги љубиме Божите деца, кога го љубиме Бога и ги пазиме Неговите заповеди. Зашто ова е љубовта Божја, да ги исполнуваме Неговите заповеди, а Неговите заповеди не се тешки. Зашто се што е родено од Бога го победува светот. И ова е победата која го победи светот, нашата вера. Кој е тој
кој го победува светот, ако не оној кој верува дека Исус е Божи син. Тој е оној кој дојде преку вода и крв, Исус Христос, не само со водата, туку со водата и со крвта. И Духот е оној кој сведочи, зашто Духот е вистината. Зашто тројца се кои сведочат во небото, Таткото, Словото и Светиот Дух, и овие три се едно. И тројца се кои сведочат на земјата, Духот и водата и крвта, и овие три се согласни. Ако го примаме сведоштвото на луѓето, Божиото сведоштво е поголемо. А ова е Божиото сведоштво, дека сведочеше за својот син. Кој верува во Божиот син, го има сведоштвото во себе. Кој не му верува на Бога, го направил лажец, зашто не поверувал во сведоштвото кое Бог го сведочел за својот син. И ова е сведоштвото. Бог ни даде вечен живот, и тој живот е во неговиот син. Кој го има синот, има живот. Кој го нема Божиот син, нема живот. Ова ви го напишав вам кои верувате во името на Божиот син, за да знаете дека имате вечен живот и да верувате во името на Божиот син. И ова е смелоста која ја имаме кон него, дека не слуша ако просиме нешто по неговата волја. И кога знаеме дека не слуша, што и да го молиме, знаеме дека ги имаме добиено молбите што ги побаравме од него. Ако некој го види својот брат да врши грев, што не води кон смрт, нека моли и ќе му даде живот, имено на оние кои не вршат грев што води кон смрт. Има грев што води во смрт, за тој грев не велам да моли. Секоја неправда е грев, а има грев што не води во смрт. Знаеме дека ниеден кој е роден од Бога не греши. Туку родениот од Бога се пази себе си и лукавиот не се допира до него. Знаеме дека ние сме од Бога, а целиот свет е во власта на лукавиот. Исто така знаеме дека Божиот син дојде и ни даде разум, за да го познаеме вистинскиот. И ние сме во вистинскиот, во неговиот син Исус Христос. Тој е вистински Бог и вечен живот. Дечиња, пазете се од идолите. Амин.